Во кругот на Институтот за Орис во Кочани е инсталирана првата агрометеоролошка станица, која на земјоделците од регионот ќе им обезбедува податоци во реално време за актуелната временска состојба и за климатските промени. Се работи за проект на Центарот за развој на Источно-плански регион, со кој е предвидено исти станици да бидат поставени во сите 11 општини од регионот. За овој проект се обезбедени 2.160.000 денари од Швајцарската агенција за развој и соработка, како и од Министерството за локална самоуправа. По поставувањето на станиците и одржувањето на обуките, земјоделците на располагање ќе имаат мобилна апликација на македонски и на англиски јазик, од која ќе може да ги добиваат метеоролошките параметри. Меѓутоа, освен оваа мобилна апликација, ќе биде изработена и веб платформа на која земјоделците ќе можат да ги добиваат информациите во однос на идните болести на земјоделските култури. Со тоа што во иднина тие би се дошло до рационализирање на болестите кои ги зафаќаат земјоделските култури, а со тоа и поголем принос на самите земјоделци. Од оваа иста програма во моментот ги реконструираме скилифтовите на Пониква и во моментот има објавен оглас за реконструкција и адаптација на старечкиот дом во општина Берово. Значи, овие два проекти, реконструкцијата на скилифтовите и старечкиот дом, ќе бидат завршени исто така оваа година. Во наредниот период Центарот за развој на Источен плански регион, заедно со сите засегнати страни од регионот, започнува процес на изработка на програмата за развој на планскиот регион, 4-годишен документ, стратешки документ со времетрајање од 2021-2024 година и се надеваме дека ќе добиеме еден навистина квалитетен документ со кој ќе ги одредиме наредните приоритети, проекти и правци на развој на планскиот регион за наредниот 4-годишен период. На поставувањето на станицата присуствуваше и градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев, кој оцени дека станува збор за проект со кој ќе им се помогне не само на земјоделците, туку и на сите граѓани да добиваат податоци за временската состојба. Благодарност на Швајцарската агенција за развој и соработка и секако Министерството за локална самоуправа, кој уште еднаш ги препознаа потребите на граѓаните и излегува во пресред со ваквата инвестиција, финансирање на овој проект, што ќе допринесе, како што реков, за подобрување на работата, односно на земјоделците во нивното планирање и во нивното земјоделско производство. До крајот на август ќе се инсталира по една станица во сите општини во источниот регион, пошто ќе се спроведе информативна кампања меѓу населението, а ќе се изработи и пропаганден материјал за начинот на користење на јавно достапните податоци од мерењата. Земјоделците врз основа на сите измерени податоци ќе можат точно да ги предвидат сите агротехнички мерки кои што треба во иднина да ги превземаат, кога да се врши ѓубрење, кога да се врши заштита од болести кои што се јавуваат, бидејќи во самиот софтвер ќе биде инсталиран модел за прогноза на болести, со кој што ќе знаат точно кога настанува инфекција. Тоа значи заштеда на средства, да се прска само тогаш кога треба, значи допринесува до заштита на самите земјоделци, до поздрава и почиста животна средина. Апликацијата е отворена за сите граѓани и е бесплатна и е достапна и на македонски јазик, така да сите луѓе, сите корисници ќе треба да си ја инсталираат самата апликација и да ги следат податоците. Податоците се апдейтуваат, се обновуваат на секој 10 минути, меѓутоа од моментот кога ќе се постави и следните 10-15 години колку ќе работи, колку време ќе биде во функција, сите податоци се достапни. Податоците од агрометеоролошката станица преку бесплатна апликација на мобилен телефон или компјутер ќе им бидат достапни на сите граѓани. Новитет е што ќе се изготвуваат модели на биометеоролошките услови, кои врз основа на измерените параметри ќе даваат прогноза за појавата на одредени заболувања што се предизвикани од климатските промени.